Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. На почеток насловите. Чаури, искршени излози и едно рането лице. Кој е мотивот за пукотниците кај Битпазар? Уште тројца полицајци уапсени во врска со трагедијата во Кочани. Повредени на лекување во странство се враќаат во Македонија. Утре хуманитарна акција за собирање средства за настраданите. На лицитација ќе бидат многу светски дела. ДКСК и безосомничената Димитровска ќе функционира редовно. Што последните случувања значат за комисијата? Ова е голема црна дамка врз ДКСК и незината работа. Работните групи на СДСМ и ВМРО ДПМН за правосудните реформи почнаа со работа. Јас би сакал сите партии да се вклучат во тие работни групи. Владата не е загрижена за амандманите на Грција и на Бугарија за извештајот на Македонија. Муцунски со став. Да бидат прифатени оние амандмани кои што ја соодветствуваат со реалноста. Едно лице е рането во пукотница која што се случи попладнево во близина на Битпазар во Скопје. Според МВР се работи за пресметка меѓу две групи. На местото на инцидентот се најдени повеќе чаури, а искршени се и неколку излози. Таму беше Михајло Видимливски. Едно лице е повредено по вооружената престрелка помеѓу две групи на Битпазар. Пукањето се случило во близина на полициската станица. Вооружената престрелка се случила овде околу 14 часот на раскрсница на улицата Војдан Чернодрински. Дел од куршумите завршиле и во околните објекти. Прозорците на неколку од околните дуќани се оштетени од пукањето. Собствениците не сакаа да зборуваат пред камера, но вела дека пукотницата траела кратко време, но се случила во период кога на улицата имало многу деца. Од МВР вела дека се работи за престрелка помеѓу две групи од 5 до 6 лица, при што едно лице е повредено. На местото на настанот најдени се повеќе чаури, а оштетени се неколку изложни стакла од продажни објекти и околните продавници и неколку паркирани возила. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Екипи на полицијата го обезбедуваа местото, а улицата беше затворена за сообраќај и минување додека трае увидот. Повреденото лице е пренесено на ургентен и засега нема информација дали се пронајдени и уапсени лицата кои учествуваа во престрелката. А информацијата која што пред малку ја добивме говори дека 31 годишниот повреден во престрелката кај Битпазар им подлегнал на повредите. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, специјализирано одделение за гонење кривични дела сторени од лица со полициски овластувања, поднесе кривична пријава против КБ, ГЛ и АТ поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањата, а во врска со истрагата за трагедијата во Кочани. Јавното обвинителство претходно соопшти дека испитувањето на оштетените лица во истрагата за трагичниот пожар што се случи во дискотеката Пулс во Кочани е планирано да почне на почетокот на мај. Во меѓувреме продолжува и враќањето на повредените кои се лекуваат во Србија. Согласно протоколот, тројца пациенти ќе бидат под обсервација на клиниката за пластична хирургија, еден пациент во хируршката клиника Свети Наум Охридски, а уште еден пациент на сопствено барање лекувањето ќе го продолжи во приватната клиника Жан Митрев. Дали конечно заврши сагата на дел од пациентите на онкологија? По еден месец пристигна биолошката терапија. Недостасува само уште еден лек кој што добавувачот ќе го донесе во понеделник. И покрај отворената истрага и суспензијата за председателката на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска, ДКСК ќе функционира нормално, но под палката на заменичката Билјана Каракашова-Шулев. За дел од поранешното раководство на комисијата, најдобро е Димитровска по последниот развој на настаните да си поднесе оставка. Дејан Трајковски.
Начело на антикорупцијска времено застанува заменик председателката Билјана Каракашова Шулев, откако на првата антикорупционерка Татјана Димитровска вчера кривичниот суд забрани да работи, бидејќи се најде меѓу осомничените во предметот адитив. Од антикорупцијска за Канал 5 велат дека продолжуваат нормално со работата, а во однос на Димитровска ќе се водат од принципот презумпција на невиност. Додека не биде познат крајниот исход на постапката, Државната комисија за спречување на корупција не може да заземе став по истото. Државната комисија за спречување корупција во рамките на своите законски надлежности продолжува да функционира редовно. Велат од антикорупцијска, Димитровска веќе втор ден е недостапна за коментар околу случајот во кој според обвинителството се сомничи дека сумисла преку својот службен телефон, преку Вибер и WhatsApp, му давала податоци на обвинетиот екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ за поведени постапки за отворање на предметите против сега обвинетите правни и физички лица во предметот адитив и одлуки по истите, како и податоци за проверка на неговиот имот и семејство. Дел од екс-антикорупционерите сметаат дека во вакви околности Димитровска треба да се повлечи на таков начин да овозможи непречена истрага, но и за да се заштити угледот на комисијата. Ова е голема црна дамка врз ДКСК и незината работа. Се губи кредибилитетот на самата институција, која што беше тешко да се врати. Бидејќи обвинението е поврзано со незината функција, сметам дека има потреба од незино повлекување. После овој случај, сигурно ДКСК не може да продолжи да функционира нормално, ниту пак да има кредибилитет. Како тие ќе покренат било каква иницијатива или некој предлог против некого, кога тие самите се вмешани во корупција. Комуникацијата на Димитровска според обвинителството е откриена преку вештачење на телефоните на обвинетите во адитив. Таа сега не сме да има контакт со предмети, пошта и друга документација поврзана со работењето на антикорупцијска. Воедно не може да гласа и да распределува предмети. Инаку, судот на Димитровски ги одзеде и пасошите, личниот и дипломатскиот. Освен за Димитровска, која е трето осомничена, судот додели мерки за уште две лица. Прво осомничен е Борче Најдов од Неготино, вработен во семејната фирма на Небојша Стојановиќ Хем Алајанс, а тој според обвинителството во 84 наврати добил висока сума на пари за службени патувања од парите кои Стојановиќ ги прибавил незаконски при малверзации со јавни набавки. Најдов за да го прикрие текот на парите ги пуштал во оптек и ги подигнувал во готово. Тој се сомничи за перење на пари, злоупотреба на службената положба и злоупотреба на постапка за јавен повик и нему му е доделен притвор. Второ осомничената е екс-финансиска директорка на ТЕЦ Неготино, која на Стојановиќ исто така му открила службена тајна со тоа што го сликала известувањето од криминалистичката полиција, со кое тие барале документација за спроведена постапка за набавка на мазут. За неј се исто така определени мерки на предпазливост. Притвор од 30 дена им е одреден на 9 лица осомничени во најновиот случај за злоупотреби со утврдување услови за добивање парична помош за туѓа нега и истекнување право на инвалидска пензија, информира од Кривичниот суд. 5 лица одат во куќен притвор, додека на 9 им се одредени мерки на предпазливост, односно имаат обврска да се јавуваат во судот и одземени им се патните исправи. Министерството за внатрешни работи во координација со надлежен јавен обвинител вчера изврши претреси на повеќе локации на подрачјето на Скопје, Велес, Тетово и Гостивар, при што од слобода беа лишени вкупно 23 лица, додека едно лице не било достапно за органите на прогонот. Продолжуваме со политика. Во Министерството за правда денеска се одржа првиот состанок на работните групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН, кои што разговараат за клучните реформи во правосудството. Ваквиот формат на средби беше договорен на лидерската средба меѓу Филипче и Мицкоски. Што може да донесе состанокот од прилогот на Ивана Становска. Работната група за реформи во правосудството што ја договорија Мицкоски и Филипче на тетатет средбата, почна со работа. Денеска го имале првиот состанок во Министерството за правда, информираше лидерот на СДСМ, кој одбил да номинира нови имиња и покрај негодувањето од министерот за правда за неговите предлози, во неа да членуваат подпредседателката на партијата Ана Чупеска и професорката Елена Михајлова Стратилати. Филков како причина за тоа го наведе нивното претходно учество во подготовката на уставните амандмани пред 2 години. Потек кој Филипче го оценува само како дневна политика. Во текот на вчерашниот ден стигна предлог за средба и таа денеска е закажана
и е веројатно во тек, ако не е и веќе завршена. Јас би сакал сите партии да се вклучат во тие работни групи, за да сите дадеме придонес во спроведувањето на реформската агенда. Кога спомнавте средбата, Чукевска беше на таа средба? Да, апсолутно истите луѓе кои што јас ги предложив. Филипче вели дека СДСМ е подготвена и за локални и за предвремени парламентарни избори, но не планира прв да ги иницира. Односите во владината коалиција ги оцени како нестабилни и нефункционални и не ја исклучува можноста за соработка и со алијансата на Таравари, доколку и официјално ја напуштат владата. Најави дека првите 10 кандидати со кои ќе истрчаат на локалните избори ќе бидат обелоденети веќе идната недела. Ние сме спремни што и да се случи во следниот период. Дали ќе има само локални избори, дали ќе има заедно со локалните и предвремени парламентарни избори, СДСМ е спремен за секаков тип на избори во следниот период. Во однос на коалиција со албански партнер, постепено ги започнуваме на иницијативите за разговори, ги согледуваме околностите, ситуациите, пратиме што се случува и во делот на коалицијата во владата, па во однос на тоа ќе одлучуваме понатаму. Освен работната група за реформи во правосудството, Филипче и Мицкоски на средбата се договорија да формираат работни групи и за енергетика и за здравство, како и да работат заеднички на реформската агенда. Законите од правосудството се уште се во фаза на подготовка, но новиот закон за енергетика веќе ја помина првата фаза во собрание, речиси без дебата и со поддршка од пратениците на СДСМ. Дали евентуалното излегување на партијата на Таравари од владата може да го наруши Бадентеровото мнозинство? Според дел од аналитичарите, тоа е малку остварливо сценарио. Тие сметаат дека многу поверојатно е Таравари да биде заменет со друга партија која евентуално би станала дел од владиното мнозинство. Председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски пак со став: доколку Таравари има контакти или соработка со Али Ахмети, за него не треба да има место во владата. Андријана Лазова, Божиновска. Каква ќе биде судбината на Таравари во владата ќе се знае по средбата со премиерот, која е најавена да се одржи по 1 мај, а во пресрет на неа лидерот на третиот владин коалиционен партнер ЗНАМ, Максим Димитриевски, излезе со дециден став: не гледа место во владата за било кој што јавно и тајно соработува со ДУИ. Вие во политиката не можете да седите на две столчиња, како што и во емисијата не можете да бидете ни водител ни гост. Или можете да бидете водител, или можете да бидете гост. Така и во политиката. Ставот на ЗНАМ по однос на оваа прашање е дека секој еден, не само господинот Таравари или било која политичка партија, која што има отворена или затворена комуникација со нереформираната ДУИ и директна или индиректна соработка, за нас како политички субјект е неприфатлив да биде составен дел на владиното мнозинство. Намерата на Таравари е да остане во владата и покрај разидувањето со вреди, но порача дека не му е проблем да одати во опозиција ако така одлучи премиерот. Доколку тоа биде случај, коалицијата вреди би останала со 9 пратеници, наспроти 23 опозициски на Европскиот фронт и Таравари, што ја отвора дилемата дали власта ќе може да обезбедува Бадентерово мнозинство кое и сега е на граница. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, сепак овие математики нема да и креираат проблем на владата, ако се земе предвид искуството од минатото кога партиите постигнувале договор. Прво имаме опција Алијанса на албанците на господинот Арвен Таравари да остане дел од владата. Втора опција можно е они да отидат во опозиција, но некој друг сегмент или можеби помала политичка партија која што е сега во опозицијата да стане дел од владата. Потоа има опција и одредени пратеници кои што може да делуваат како независни да дадат поддршка на владата, а најмалку веројатна ми опцијата да владата да остане без Бадентерово мнозинство. Превирањата во владината коалиција започна откако Таравари донесе одлука наместо заедно со Меджиди, Касами и Ибраими на локалните избори да оди со свој советнички листи. За вториот круг пак не ја исклучи можноста за коалиција ниту со ДУИ, а неодамна откри дека на темава разговарал со Али Ахмети. Не сум загрижен. Ова е ставот на министерот за надворешни Тимчо Муцунски, запрашан за големиот број амандмани кои што бугарските и грчките европратеници ги поднесоа за извештајот за Македонија.
На пресконференција со подпредседателот на владата на Црна Гора Ибрахимович, шефот на македонската дипломатија објави дека во Софија немало интерес за министерска средба на тема иднината на коридорот 8. Јован Ѓорговски. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Моцунски вели дека не е загрижен од амандманите кои грчките и бугарските европратеници минатата недела ги поднесува на извештајот за напредокот на Македонија, подготвен од известувачот за земјава Томас Фајц. Амандманите кои беа дури 313 на број, во најголем дел се однесуваа за договорите со Бугарија и Грција. Односно, во некои од нив се бара наместо уставното име да стои само Скопје, а се бара и да стои дел за земјава да се обврзе дека ќе ги исполни преземените обврски, односно вметнување на бугарите во уставот. Според Моцунски, не било прв пат да има толков број на амандмани и кажа дека очекува да бидат прифатени само оние кои ја прикажуваат реалната слика за земјава. Не е прв пат да има волкав број на амандмани, тоа е природата на демократијата, на крајот на денот тоа е легислативно тело каде што се случуваат такви процеси, но нашето очекување и нашата желба е да бидат прифатени оние амандмани кои што ја соодветствуваат со реалноста, како политичка, така и правната реалност. На заедничката пресконференција со шефот на црногорската дипломатија Ибрахимович, Моцунски уште еднаш повтори дека потребно да се стави крај на процесот на билатерализација, а изрази и загриженост поради немањето на напредок во диалогот со Бугарија. За неговиот црногорски колега пак, секој изгубен ден на евроинтегративниот пат е лоша порака, пред се за граѓаните. Секој ден изгубен на патот кон Брисел е загуба пред се на оние држави кои сакаат да се интегрираат во ЕО, но губи и Европската унија. И ќе бидам слободен да кажам, губи и светот. Не можеме да говориме за успешна европска приказна доколку во неа не се државите од Западниот Балкан и доколку не сме сите единствени, односно доколку немаме сите јасна цел. Веќе подолг период работиме, за жал без позитивен фидбек од страна на Бугарија, за организирање на заедничка средба помеѓу мене, нашиот министер за транспорт Николовски и министерската за финансии Димитриевска Кочовска, заедно со нашите тројца колеги од бугарска страна, со цел разјаснување на состојбите и иднината на коридорот 8, бидејќи тоа е за нас стратешки и значаен проект кој што сакаме да се движи напред. За жал, подолг период немаме позитивен одговор, но ќе продолжиме афирмативно да работиме на остварување на таа средба. Последните пораки од Брисел кои ги испрати еврокомесарката за проширување Марта Кос за земјава е дека иако фрустрациите се разбирливи, сепак никој не може да даде гаранции на Македонија дека по евентуални уставни измени нема да следат нови блокади поради билатерални прашања. Една позитивна информација во продолжение. Обединетите Арапски Емирати ги укинуваат визите за македонските граѓани. Ваква вест сподели премиерот Мицкоски. Според него ова се должи пред се на неговата последна посета на Емиратите. Последната посета на Обединетите Арапски Емирати го донеси првиот конкретен резултат. На наше барање тие ги укинуваат визите кои што беа потребни за патување кон оваа земја. Наскоро со конкретната примена на одлуката за безвизното патување ќе се влијае на посилна економија, слободно патување, заекнување на меѓусебното партнерство. Се бориме на секој можен начин да се помогне на нашите граѓани и со секој ден да се носат промени за заедничката иднина, порача Мицкоски. Инаку вчера беше објавено и дека се преговара за дополнителна авиолинија од Абу Даби до Охрид. Продолжуваме со енергетика. Допрва ќе се одлучува дали владата или граѓаните преку сметките ќе ги платат инсталирањата на новите дигитални броила. Ова на брифинг со новинарите беше кажано во Министерството за енергетика. Таму беше Јорданчо Цветановски. И покрај тоа што од Регулаторната комисија за енергетика ветија дека грешките во сметките за струја ќе бидат поправени, сепак граѓани се жалат дека и овој месец добиле астрономски сметки. Главната причина за тоа е нередовното читање на броилата. Па лесно се случува потрошувачите да се распределуваат во погрешни ценовни блокови. За сега единствен начин граѓаните да се заштитат е самите да ги читаат броилата и за состојбата да ја информираат ЕВН. Трајно решение ќе биде поставувањето на дигитални броила за сите домаќинства, кое според новиот закон за енергетика треба да заврши најдоцна за 7 години, но останува отворено прашањето на чиј трошок ќе биде тоа. По законот е дека во владата треба да одлучи, меѓутоа владата ќе направи се за во интерес на граѓаните, што значи дека ќе допрва уште не сме дискутирале за тоа, меѓутоа ќе направиме се за граѓаните да немаат никакви додатни трошоци.
Министерката за енергетика Божиновска ги презентираше новините предвидени со новиот закон, кој со 82 гласа за веќе ја помина првата собраниска фаза. Меѓу другото се предвидува и формирање на енергетски заедници, каде граѓаните ќе можат да постават соларни панели и сами да водат грижа за сметките. Исто така ќе се воведе и заштита од енергетска сиромаштија, со цел никој да не остане без струја во зима поради финансиски проблеми. Тука државата ќе превземе нешто. Со оваа методологија веќе почнавме да работиме со Министерството за труд и социјала и ќе можеме да ги знаеме точните бројки. Неофицијално има дека околу 50.000 бројката. Има неколку модели кои уште не сме ги финализирале, меѓутоа секако дека државата ќе помогне на овие сите семејства. Од неофицијални извори имаме дека има многу од нив кои се во четвртиот блок. Освен тоа, законот предвидува МЕПСО да премине во Министерството за енергетика, а ќе се формализира и складирањето на електрична енергија како посебна дејност, што се смета за клучно за управување со обновливи извори. Следува амандманската фаза за законот, а очекувањата на Божиновска се дека ќе биде донесен за околу 1 месец. Поречиси 1 месец, конечно пристигна дел од терапијата што недостасуваше на клиниката за радиотерапија и онкологија. Пациентите ќе добијат известување кога да дојдат на клиниката по потребниот лек. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Пристигна биолошката терапија на клиниката за онкологија и радиотерапија, потврди од клиниката. Оттаму вела дека на клиниката ги има сите лекови за онколошките пациенти и дека ќе бидат известени за нивниот термин за земање на терапијата. Пациентите благовремено ќе бидат известени од страна на персоналот за кога да дојдат за апликација на терапијата или за подигање на таблетарната терапија. Од Сдруженијето Хема Онко вела дека мора да се најде решение во делот на тендерските процедури за годишната набавка, бидејќи доцнењето на терапијата предизвикува голем товар кај пациентите. Скоро целата терапија веќе пристигната вчера попладнето на клиниката за онкологија. Недостасува само уште еден лек кој што добавувачот ќе го донесе во понеделник. Пациентите, посебно онколошките, не сме баш со некое големо трпение. Тоа е најмногу од фактот што болеста е таква, надежта се тие лекови и таа терапија, и постоеше и паника и револт кај пациентите. Недостигот на биолошката терапија траеше околу 1 месец. Од клиниката информираа дека процедурата за годишната набавка на терапијата е во тек и дека веднаш по Великден ќе се потпишат договорите со добавувачите за да почнат да ги носат лековите кои недостигаат. Подпредседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватниот сектор, Иван Пешевски, апелира на подобрување на работничките права во приватниот сектор. Тој ги повика работниците да се приклучат на првомајскиот протест. Клучните барања на синдикатот се повисоки плати, безбедни услови за работа и почитување на законските права. Здравко Димитров. На првомајскиот протест да се придружат сите работници кои сметаат дека заслужуваат подобри услови и поголеми плати и заеднички да го кренат својот глас, порача подпредседателот на ССМ Иван Пешевски. Од Сојузот на синдикати обвинија дека од страна на работодавачите не се почитуваат законите и колективните договори и бараат да се зголеми минималната плата на приватниот сектор која ќе биде достоинствена за работникот. Сите работници и останати засегнати страни кои сметаат дека заслужуваат подобри услови за работа и повисоки плати да се приклучат на ССМ на првомајскиот протест кој ќе започне токму од тука, од овој работнички дом, во 11 часот. Повисоки плати не се 500 евра плата, туку 500 евра минимална плата, која ќе се множи со коефициент на сложеност и со тоа ќе пораснат и останатите плати. Во овие трудоинтензивни дејности од приватниот сектор не треба да има плати помали од 50 и 60 илјади денари. Ова наше барање се однесува на сите работодавачи од приватниот сектор. Пешевски се пожали и дека во време кога надлежните се уште ги пребројуваат членовите на синдикатите за да се утврди репрезентативноста, некои нивни членови биле изложени на притисоци да го напуштат Сојузот на синдикати. Додека се разгледува барањето на ССМ за бројот на членови и репрезентативност на ниво на држава, пријавени се повеќе напади кон членовите на гранките во ССМ и притисоци за отчленување и фаворизирање на друг синдикат кој нажалост не бара зголемување на плати. Од тука се сомневаме дека можеби и затоа е омилен синдикат на владата. Пешевски кажа дека во 2024 година бесплатна правна помош обезбедена од страна на ССМ добиле над 12.000 лица.
Според него, приватниот сектор е двигателот на економската состојба во државата, а за да се зголеми кадарот на квалификувани работници се потребни подобри услови од страна на работодавачите. Државата ќе даде над 10 милиони евра за 40 научно-истражувачки проекти на државните универзитети, факултети и научни институти. Министерката за образование Јаневска кажа дека по многу години државата повторно инвестира во науката. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Научната дејност во Македонија добива 680 милиони динари поддршка од владата, најави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Како што објасни таа, поддршката ќе биде наменета за државните универзитети и факултети, јавни научни установи и МАНУ, со цел да ја унапредат научно-истражувачката инфраструктура, но и за да се реализираат иновативни научно-истражувачки проекти. Во првиот од двата јавни конкурси ќе се финансираат 40 научно-истражувачки проекти, а за секој од нив предвиден е буџет од најмногу 8 милиони денари. Рокот за аплицирање е 45 дена од објавата на конкурсот. Вториот пак е наменет за распределба на средства на 8 самостојни јавни научни установи, кои вршат дејност од висок стратешки и национален интерес за државата. Еден апликант може да конкурира со повеќе проекти, но може да му бидат прифатени најмногу 4. Вториот конкурс кој го објавивме ќе се финансираат научно-истражувачки проекти со време трајање од најмалку 2 години, за што ќе се доделува поединечен буџет од најмногу 3 милиони денари. Резултатите ќе бидат објавени на веб страната на МОН, откако претходно, според јасно дефинирани критериуми, ќе се направи рангирање. Предност добиваат проектите во кои главниот истражувач има објавено најмалку 2 трудови во списанија со импакт фактори во последните 3 години, како и главен истражувач кој има објавено најмалку 2 трудови во списанија евидентирани во меѓународни бази или списанија со меѓународен уредувачки одбор. Одлуката за тоа кој ќе добие средства ќе ја носи рецензенска комисија, која ќе се формира откако ќе пристигнат апликациите, дополни Јаневска. Представници на Сапорт Кочани, иницијативата која што собира донации за семејствата на загинатите и за повредените од пожарот во Пулс во Кочани, во изјава за Канал 5 со информации за утрешната аукција на која што ќе се продаваат уметнички дела. А средствата собрани ќе се донираат на семејствата на повредените и загинатите од пожарот. Утре, во сабота на 26-ти, во Кочани ќе се одржи хуманитарна аукција на уметнички дела во организација на Центарот за култура Бели Мугри, каде што и ќе биде одржан настанот со поддршка, односно поддржано од Сапорт Кочани. Настанот ќе се одржи, како што кажав, во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, со почеток од 17 часот, каде што на лицитација ќе бидат многу светски дела од наши македонски автори, но сепак нели светски познати, и сите соберени средства од оваа хуманитарна аукција, вклучувајќи ги и влезниците, кои што чинат 1000 денари, и соберените средства од лицитирањето за уметничките дела, ќе бидат донирани на засегнатите од трагедијата од пожарот во Кочани преку Сапорт Кочани. Како носител на првиот меѓународен патент за лек со додадена вредност, омепразол во течна форма, готов за употреба, Алкалоид беше покровител на првата меѓународна конференција за современ пристап во третманот на ГЕРП кај педиатриски пациенти, организирана во Загреб, Хрватска. Повеќе од 200 здравствени професионалци од областа на педиатријата, гастроентерохепатологијата, нутриционизмот, експерти од фармацијата и од фармакологијата, представници на академската заедница, како и представници на Алкалоид, учествуваа на првиот глобален настан под покровителство на компанијата, посветен на најновите достигнувања во третманот на гастроезофагеалната рефлуксна болест ГЕРП, кај доенчиња и кај мали деца. Настанот во фокусот го имаше првиот патентиран течен омепразол, иновација која носи значителни подобрувања во педиатрискиот третман на ова често заболување.
Овој производ ја потенцира посветеноста на алкалоид кон врвни достигнувања во сферата на фармацијата и поставува нови стандарди во генеричкото производство на лекови со фокус на иновацијата и пазарната диференцијација. Иновативниот лек со додадена вредност на алкалоид веќе отвара нови хоризонти во третманот на герб кај педиатриските пациенти, пред се во поглед на доставноста на терапијата, што претходно не беше случај, прикажувајќи позитивни резултати во третманот на овие чувствителни групи на пациенти и подобрувајќи го квалитетот на животот на семејствата кои се соочуваат со ова често заболување. Јана Јосиповска ве очекува во продолжение како домаќин на уште едно издание на Само вистина. Пријатна вечер.